Ова е приказна во која сакаме да ги разбиеме сите предрасуди. Ова е емотивна приказна. Знаеш како не е лесно да оставиш дете од 2 месеца. Со болни сеќавања. Напати тешка за слушање. Ми сврде грб. Напати приказна вредна за насмевки и одобрување. Но дефинитивно е приказна која на крајот заслужува еден голем аплауз. Преубаво. Бидејќи приказната на Сара имаше поинаков тек, се навраќаме на она за кое зборувавме, а во врска со незиниот здравствен проблем. Исчашените колкови од детството во подоцнежните години прават проблем на Сара. Па затоа ќе заминеме на лекарски преглед кој ќе го направат врвни стручни лица за да добиеме дијагноза, но и препораки за понатаму. Си била до сега на преглед во однос на болките што ги имаш во ребето? Еднаш бев, ама тоа беше пред 5-6 години. Бев на магнетно. И нешто докторот ми кажа као да се гледа, имаш проблеми, ово она, ама не може тоа да се реши единствено со операција. Државна бев? Да. Единствено со операција. И тоа не се знае дали ќе биде успешно. Да видиме, сега одиме да видиме, значи дали има проблем. Не дај Боже да треба да се направи операција и после тоа ќе знаеме. Не знам, мене точно така што. ми ја кажа, ама тоа беше уште поодамна и зашто, како зашто, после тоа не знам. Ќе одиме ќе видиме. Добро. Се упативме кон првата приватна болница која е директна инвестиција од Европа, односно од Италија. Нивната мисија е да развиваат иновативни начини, преку кои ќе поттикнат создавање на поздрави генерации. Имавме закажан преглед со доктор Тодор Ношпал. Добар ден, Сара. Јас сум доктор Ношпал. Кажи ми каква мака имаш? Па вака сега, јас кога бев мала ми беа исчашени колковите. Добро. После раѓање, така? Да, после раѓање. Не ми беше вродена мана, него од надворешни фактори. Какви надвишни маки? Така ти кажале. Комплицирано е малце. Така ти кажале. Значи, Да. вродена мана. Секогаш е тоа вродена мана. Не знам, мене ми после кажаа раѓање. нешто друго небитно. И требаше да носам апаратче. Добро. Не знам колку време, знам дека го носам 8 или 9 месеци и е недоносено. Да. Ми го извадија. И колковите не ми се, значи, оформени кој што треба од што тоа не... Контроли после тоа имаш правено? Молам? Контроли имаш правено после тоа, не. Не сум Сега ќе правила. видиме дали се оформени како се оформени. Затоа што ако не си правил контроли, ако не те видел ортопед, и ако немаш направено барем рентгенска слика, ако не е магнет и друго, не може да кажеме од одма дека не се добри или се добри колковите. Кога прво да кажеме? Дали знаеш? Кога си проводила? Не знаеш. Значи немаш податок на работа, не лекува, не достига. Други болести нема. Во фамилија некој да има, да знаеш. Како се устава? Не. Добро. После направениот преглед, доктор Ношпал ја упати Сара да направи рентгенска снимка. И време е да ја слушнеме дијагнозата од доктор Мимоза Толевска. Значи, карлицата е совршена, немаме никаков проблем. Да? Структурата на скелетот е чиста, зглобните простори се сочувани, немаме проблем нити со другите зглобови, нити поставеноста на колкот во карлицата. Вратниот рбет, торакалниот дел од рбетот е исто така комплетно во ред.
и ова е на профилната снимка, сосема сочувана ние велиме кифоза, без никаков проблем. Се е во ред. Добро, а тоа болкетот што мислам Болките на вратот може би од неправилно држење на телото, меѓутоа за тоа сепак ќе си се консултираш со ортопедот. А ортопедот го потврди она што го кажа радиологот. Значи, добра коскана структура. Единствено што ти што работиш, значи седиш повеќе при работата или одиш, стоиш. Можеш да си земеш едно помагало. Ова ќе го земеш или ова. Ќе видиш кој ти е полесно, значи. Или ова, или ова. Добро. Ти пишаме со бројче тука, таму ќе ги покажеш. Следната работа, која е исто многу добра, е пливањето. Значи, колку што можеш повеќе пливање по лето, или на базенот да ја узима, значи тоа ќе се исправи све. Ете, тоа е Сара, значи нема ништо страшно, не е ништо за операција. Све се е во границата на нормала. Добро поминав. Добро? Да. Се е во најдобар ред? Да, се, мада не верував, ама се е во ред. Не знам само што треба да носам некој помагала за да се држам право, само тоа. Така? Да. Значи треба да внимаваме како одиме. Еј, како стојам. Елегантно и Да. исправено. Па сега вака елегантно исправено излеземе, може? Ај. Да ве поздравам. Фала ви многу. Ајде, чао. Чао. Исправено? Не може ми стане. Мада морам. Че си одиме со насмевка и со убави вести, нели? Пошто ја не знам да возам, ќе се седиме ние позади, може? Ајде. Нашата следна дестинација е салонот за убавина. Ама не вообичаениот тек на нештата, ќе го задржиме и овде. Со оглед на фактот што Сара има завршено средно козметичко и е со диплома од козметички техничар, но и со оглед дека оваа професија е дефицитарна во земјава, а Сара рече дека е подготвена да учи и да не стагнира. Обуката за козметичар или било кој сегмент од козметологијата сигурно добро ќе и дојде. Па така, нашата идеја за Сара да помине часови на пракса во Плежер, широкоградо ја прифатија. Прво одевме со класично интервју за работа. Нашиот салон Плежер има повеќе услуги што нуди. Депилација, масажи, третмани на лице, третмани за слабење, што е сега тоа многу актуелно. Ноктите, трепките, веги, праење. Не знам сега зашто конкретно вие сте заинтересирани и што конкретно имате познавање. Можам јас поиша. Сега сам укасум за околу нокти правење, а за друго искрено не сум имала прилика да пробам и не знам како ќе ми иде. За коса, искрено за фенирање, праење, фризури, такви работи не ми иде, немам нерви. Искрено не ми иде. А за другите работи не сум ни пробала. Добро се учи, лесно е, мислам, само ако имате желба. Искрена да бидам, за друго све имам желба, освен за коса. Значи за се можам да имам желба, само за коса не. Добро, а тоа однос со клиенти кои не учи? Да, кои ќе дојдат, нормално треба да се примат, на вие да им се обратите, да се понудат нешто, дали сакат да се напијат. Ако треба да почекаат, да седнат да почекаат и после тоа ги носите кај што треба да се прави услуга за што се закажани и односот со муштеријата не треба да биде премногу близок, значи на вие и ако ве праша нешто да одговорите, ако не ќе се ќутите. Значи нема трач муабети? Трач муабети, да. Како? Добро. Сега, ако треба Сара да почне веднаш на пракса, што ќе направиме прво? Што треба да прави Сара?
Прво треба да ја обучиме како што да ги прими муштериите, односот со муштериите и после тоа зашто сака да се одлучи, например, лице ако сака или тело за третманите за слабење, ќе покажеме што како треба да прави. Ако се одлучи за ногти, И ноктите исто. да, и се до тоа значи може да се помине, Да. више за ватреница. Да. И потоа предавме на пракса. Сара требаше да се покаже во својата умешност на прием на клиенти, ама не било каков клиент, туку VIP. Да? Имаме муштерика, дали ќе може да ја преземаш? Да, Здрава, Сара. Здраво. Како си, добре? Добро? Сања? Повелете. Хвала. Ќе може Ништо за капото пиење? да го оставам? Да, секако. Не. Еве, ако сакате капотот, само некаде да го префрлите. Јас ќе си седнам. Вие дојдовте имате закажано? Немам закажано, така дојдов, на поминување бев. Сакам да видам да се распашам околу ноктиве, Добро. затоа што ми се релативно кратки, а би сакала малку подолги. Да ги направиме со гел. Дали би можела, ако сакаш да видиш, Да, може да се направат. кршливи ми се, меки, ќе издржи да? Добро, ќе издржи, да. Гелот секако издржува. Кажете ми, сакате наливни? Колку време ќе може? Со наливни Да. може да издржите месец и пол без проблем. Добро. И кога би можела тоа? Денес имате термин или? Па денес мислам дека има после муштерикова, колешката мислам дека нема, не сум сигурна, ќе ја прашам. Во меѓувреме сакате ли вие да погледате нашата брошура што имаме, што нудиме месецов? Да. Да. Да, ова и ова, да. Добро. Ќе почекам јас. Сепак вие сте заинтересирани за ногти, ама разгледајте си. Фала, Сара. Молам. Чекай да прашува Сара. Прво ти благодарам, Сања, што дојде. Ми е задоволство. Да, огромно баш ми е драго. што сум дел од ова емисија, од овој серијал. Така, баш ми е драго. Сега вака, ние после ќе се позборуваме околу твојата работа, нели? Како се снаоѓа Сара, да ми кажеш? Супер. Супер? Да. Мене ми е многу позитивно, се гледа дека сака многу да работи, да даде соодветни информации, да помогне, дава препораки и мислам дека добро се снаоѓа. Добро се снаоѓа, значи буквално би доверила на нејзе да ти ги прави ноктите? Би ги доверила. Да. Влева доверба како Да, човек. да. Супер. Сега да видиме, отиде да прашува на количка, да видиме како ќе се снајде. Ако, например, нема соодветен термин за ногти, онда кажи и дека нешто друго ти треба. Добро? Ајде, чекам. Нема термин за ногти. Добро. Ајде да видиме да закажеме ако не за некој друг ден. За некој друг ден? Да. Може слободно да се качи порано туто. Добро. Океј, јас се извинувам, меѓутоа немаме за сега термин. На колешката и е фул распоредот. Ако сакате со некоја, не знам, друга услуга да ве послужиме. Не, за ногти сум дојдена во секој случај. Добро, сакате да ви закажеме за утре? Кој време? Евентуално. Па може да се качите горе и да се распрашате подетално, ќе ви информираат сепак колешките горе. Вие немате информација за да не губам време горе да се качам? Не, немам, зашто таму се прават резервациите сепак, да. Таму се води распоредот. Добро, добро. Фала. Се гледаме тогаш утре. Се гледаме, мило ми беше. Ве очекуваме утре. Ете, значи ти благодарам, Сара, ти благодарам и тебе, Сања. Значи сега кажи дали го положи, чекај вака да се свртиме, чекај. Значи да видиме дали го положи првичниот испит на прием на клиенти, а? Штета што нема термин. Баш сакам да пробам како прави ногти нашата Сара. Но ќе дојдам. Се надевам ќе ви направам јас ногти. И јас се надевам. Да, дека ќе имам шанса да ги пробам твоите ногти. Не сум професионалец, ама ќе се потрудам. Но на прав пат си да станеш. Се надевам. Ти беше стресна, кажи, колку пати се преботи, зашто беше? 100 пати. 100 пати топло е. Топло е, стварно, топло е, да. Иначе ни во еден момент, Мада само со кушло сум, ама топло е. не те фати, треба ни во еден момент од целост. Не, само ми се смееша многу. Сепак има камери, следат околу мене. Втор пат ми е. Затоа.
Да, Иначе ама немам трема. она е родена за пред камера. Да. Можеме да ја правиме и колешка. Можеме, готово договорено. Би сменила ли професија? Секако. Добре, одлично, супер. Сега ја и Сања може да седи на светрано. Може? Секако Сара седи со нас да видиме. Ајде. Ова пак го ставаме. Пак го. Добро, Сања, еве сега ти благодарам прво што се озва на нашата покана, нели да дојдеш, тебе те гледаме на Сабајле на ТВ24 и прво да прашам како изгледаш вака се вежо кога си станала на Сабајле во 5:30. Тоа никогаш не ми било јасно. Па не е лесно, но е навика во секој случај. На Сабајле да се разбудиш кога сите спијат, се уште е мрак сега во зимно време, така да тешко е будењето, но навика и дефинитивно веројатно убавата енергија која што ја имам за тој час и половина во текот на емисијата, забораваш на сите оние работи кои што можеби претходно ти создавале проблем или тежини и будењето. Едноставно кога ќе светне црвената сијаличка, готово забораваш на се и насмевката е тука и едноставно те водат гостите и енергијата која што ја носат. Интересно е секој ден различни луѓе, различни карактери, различни приказни, прв си со информациите, можеби дознаваш многу работи и сето тоа прави веројатно да заборавам на тоа дека ми се спие. А имало баш некој момент кога баш многу ти се спило, мислам ја имам таков еден момент кој што беше баш не беше соодветен, ама некако се извади, баш онака ти се спие и ти застанува мозокот и што правиш тогаш? Се повикуваме на реклами? Се случувало да го изгубам гласот. Со проблемот со спиењето немам, но имам проблем со гласот и со гласните жици можеби некогаш да зашкрепи затоа што и кога сум на стината и кога сум температура, јас сум пред ТВ екраните, не бегам од тоа, значи собирам сила да издржам. Се случува да го изгубам гласот и да не можам да продолжам да разговарам. А со спиењето немам проблем. Во принцип, од секогаш сум ранобудна и од секогаш не сум сакала да спијам за да не пропуштам нешто. И кога не треба да станувам со бајле, пак станувам рано, така да денот ми е многу долг. Боле да идам на работа, да не губам време. Да не губам време, дај нешто да направам. Немам проблем со тоа. Среќа. Сега морам да те прашам за приватниот живот, пошто све ти криеш нешто, никаде ништо не знаеме. Нити девојче ли е, жена ли е, значи колку години има, пошто нити се познаваат годините, не знам колку години имаш. Јас не ги крием, 39 за кусо. Вау, топ. Така? Се уште сум во врска, немаме ништо формално, имам дечко со кој што живееме подолго време заедно и тој има исто стресна професија. Работи како доктор неврохирург, така да тука е за здравствените проблеми, помошта околу докторските теми кои што ги имам во емисија, затоа што медицината ми е секогаш најслаба точка. Наоѓам време и за приватниот живот и за сето тоа. Ете, не сум открила многу, ама Снежи извлегува информации во секој случај. Сега пошто се наоѓаме во козметички салон, колку внимание ти посветуваш и колку ти е важно, значи да, не знам, дали внимаваш кој ќе те нашминка, дали сама тоа го правиш, колку ти е тоа стресно, пошто да речеме, јас не обожувам да се шминкам, без разлика на тоа што нели мора професијата, јас виднаш кога ќе се дојдам дома, ја све бришам. Да, немам навика да одам да правам третмани, можеби тоа ми е минус, но доколку Сара започне да прави, сигурно дека ќе бидам тука да се грижи за моето лице, ќе ја дадам довербата. Готово, веќе имаш сигурен муштерија, јас сум втор, значи готово може. Пази што ќе ни правиш. Уште она да сака. Да. Сакаш? Добро, јас ќе се потрудам да видам што како. Значи правиме дил. Ако те бива, ја, ти и Сања. 3 договорено? Договорено. Фала ви. Да. И продолживме понатаму со невообичаениот тек на настаните. Имаме невообичаено изненадување. Нашата фризерка Оле во претходната епизода забележа дека на баба и на Сара и е потребно фарбање, па на нејзин предлог направивме изненадување. Ке баба Чама дојдовме, бидејќи решивме да ја освежиме, пред се да ја обоиме, ако ни дозволи малца да ја ишишаме и да ја направиме нова баба. Нова баба. Дали може, баба Чама? Може. Еве, сега има она долга, боена коса, со тоа што мислам дека ќе биде задоволна. Баба и на Сара ни призна дека никогаш не отишла на фризер. Дома сама се шишала, а пак Сара ја фарбала. Доаѓањето на фризерката беше навистина големо изненадување. Кроткиот глас на оваа 71 годишна жена со диплома земјоделски техничар внесе многу позитивна енергија кај сите нас. Кога се омажив, он
беше добар, ама мајка му не даваше ни шминки, ни дотерување, ни ништо. Ништо. После се одвикнах, да ти кажем. Ај се ради едно, другото, третото, четврто, треба да се деца да мислиш. Кој има време да се шминка тогаш? Јас не мислам за мене, право да ти кажем, за децата. Децата да ми се задоволни. И он исто така. Он кога ги гледа децата, гледаче децата, тоа е негово богатство. Ке дојде од работа со нив. Не сакаше нигде да излезе. Само со децата. Ке им пее, ке им раскажува приказни. Знаете колку ретко сега се наоѓа такви? Имаше хармоника. Татковци. А да, не посети незината роднина. Вие сте први братучетки? Први? Заедно пораснавме. Додека ние во домашна атмосфера, со оглед на неможноста да излегува многу, заради болеста на сопругот, ја средувавме баба Чама и Сара по завршувањето на обуката, заслужено го доби и својот VIP третман. А и шминкањето кај професионалниот шминкер Катерина Велјанова. Сега да провериме до каде е Сара. Ќе го искористиме видеоповикот. Не ми се јавува, не ми се вира. Еве сме. Сега се слушаме ли? Ви знаеш кај сме? Чиревова кај нас е дома. Сара, ние направивме едно изненадување за тебе, ама и за баба ти. И сега ќе ти го покажам тоа изненадување. Ајде. Сега јас вака ќе свртам, камерата ќе ја свртам. Хап, за да ти покажам. Може? А? После оваа голема радост и насмевки од задоволство, се поздравивме и време е да ја запознаеме Сара во VIP издание.
Така по-секси малцата. Вака. Време е да ја запознаеме Сара во VIP издание. Што ги чувам, што ги редам и подредувам. Само една не ми дава мир, од глава не излегува. Един човек и една жена само, месец млад и блага светлина. Еден за друг знаат што им треба и место нив. Не гледаш, Данета, нас немаше добра фотка да скаш. Важи. Звезда моја, звезднуваш во мене, остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја. Јас сум Сара, бев дел од емисијата VIP на еден ден. И најинтересно, мислам, приубаво си поминав. Најинтересен момент ми беше баба ми која ја видов трансформирана. Изненадувањето за мене беше, не знам, не ја видов никогаш во такво светло и баш ме изненади пријатно со нејзиниот њугук. А преубаво искуство, ново, позитивно. Благодарение на тимот така си поминав. Фала ви. Баш се почувствував VIP на еден ден. Баш така се почувствував. И на крајот ќе заклучиме. Девојката со соништа се претвара во жена со визија. Пријавите се за учество во VIP на еден ден. Звезда моја, жена моја, само моја. Ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера. Божи глас да чујам, во себе што ме крева.